Добре дојдовте Анита Ангеловска-Бежовска во ова централно издание на Дневникот и отворената програма на Телевизија 24. Добро вечер, Анита, и благодарам на поканата. Во интерес на времето, бидејќи најавивме пресконференција на министерот Филипче, за жал денеска имаме уште една жртва и уште 26 новорегистрирани случаи заболени од COVID-19, но јас сакам да преминам на она што е актуелно деновиве. Нема да ми замерите, ќе одам директно со конкретно прашање, дали е стабилен курсот на домашната валута? Благодарам за прашањето. Значи, јас како гувернер на Централната банка и ние како Централна банка во целина во повеќе наврати објаснуваме за ова монетарна стратегија која што ние спроведуваме веќе повеќе од 20 години наназад. Ние како Централна банка успешно ја спроведуваме ова стратегија, а сепак искуството, досегашното искуство, вклучително и искуството во кризните периоди со кои што се соочувала нашата економија, јасно упатува дека тоа е оваа монетарна стратегија на одржување на стабилен девизен курс на домашната валута е оптимална монетарна стратегија. Значи, станува збор за мала и отворена економија која што е изложена на бројни надворешни шокови и гледајќи ги овие структурни карактеристики на нашата економија, ние немаме никаква дилема дека оваа стратегија, оваа стратешка определба е најсоодветна за нашата економија. Еве, например, споменам високиот степен на трговската отвореност на нашата економија. Јасно е дека во вакви услови курсот игра клучна улога за обезбедување на ниско и стабилно ниво на цените, значи дава директен придонес во одржување на ценовната стабилност. Исто така, имајќи ја предвид и структурната карактеристика на нашата економија, која што е високата евроизираност, јасно е дека курсот дава, стабилноста на курсот дава директна поддршка во одржување на стабилноста на банкарскиот систем, а имајќи предвид дека банкарскиот систем пак е клучниот столб на целокупниот финансиски систем, значи дава директна поддршка во задржување на финансиската стабилност. На сите мислам дека ни е многу јасно дека ценовната стабилност и финансиската стабилност представуваат и клучните пунктови за одржување на целокупната макроекономска состојба во нашата економија, што пак е предуслов секако за одржлив економски раст и побрза конвергенција. Имајќи ја предвид оваа стратешка определба, Централната банка со години наназад одржува високо ниво на девизни резерви, што само по себе е всушност и гаранција за стабилноста на девизниот курс. Во моментот, согласно со последно расположливите податоци, девизните резерви се нешто над 3 милиарди. Што значи ова ниво? Значи ова ниво упатува на висока адекватност на нивото на девизни резерви и капацитет за справување со било какви шокови во нашата економија. Овој заклучок може да се изведе и ако се согледуваат и другите стандардни индикатори, значи не само номиналниот износ на девизните резерви, например, нивното учество во бруто домашниот производ, кое што е некаде околу 27%, нивниот сооднос со краткорочниот долг со резидуално доспевање и така натаму. Значи, резимирано, сите меѓународни индикатори кои што се користат за оценка на адекватноста на девизните резерви упатуваат во иста насока дека се работи за сосема адекватно и високо ниво за одржување на стабилноста. Што значи ова во однос на некои наши претходни историски епизоди, кога сме се соочувале со одредени шокови? Еве, например, тука би ја споменала 2008 година, кога поради глобалните случувања и нашата економија како мала отворена се соочи со тие надворешни шокови. Во тој период нивото на девизните резерви беше нешто пониско од 1.700.000, што значи значајно пониско. Сегашното ниво е речиси двојно повисоко од тоа ниво. Зошто е повисоко ова? Кои се факторите кои што придонесуваат за вакво високо ниво на девизни резерви? Би посочила дека ние во континуитет години наназад во основа кумулираме, имаме кумулација на девизните резерви. Ова особено беше изразено минатите 2 години, кога порастот на девизните резерви беше речиси 1 милиарда. Оно што е многу важно, кои се причините, значи кои што ги генерира овие девизни резерви, и тука би посочила дека видно е дека структурните фактори влијаат на оваа акумулација. Ние имавме нето откуп на девизниот пазар, што самото по себе зборува за солидните фундаменти во нашата економија и нејзиниот капацитет да генерира девизни приливи. Така да, според сите стандардни... Да?
Ако може во овој дел, би сакала уште еднаш да повториме, бидејќи во изминатиот период се појавија различни извори за тоа како се движи курсот на динарот во однос на еврото. Денеска погледнав среден курс на Народна банка 61,69 динари за 1 евро. Би сакала уште еднаш да потенцираме околу стабилноста на девизниот курс на нашата домашна валута. Како гарантор ги имаме тие девизни резерви, нешто над 3 милиарди евра, колку што ги видов и јас податоците и вие сега ги соопштивте. Дали постои било каква причина за резерва во однос на оваа стабилност, која што нели е многу значајна во овие моменти? Посочувам повторно дека изминатиот период имавме посочено различни извори за тоа како ни флуктуира денарот вредноста. Значи, граѓаните треба да бидат спокојни, не треба да постои апсолутна никаква грижа или дилема. Стабилноста на нашиот девизен курс беше стратешки приоритет, е стратешки приоритет и ќе остане стратешки приоритет. А клучна гаранција за тоа е високото ниво на девизни резерви. Секакви други информации, шпекулации кои што се појавија во медиумите, на социјалните мрежи, би апелирала на вистина да не се консултираат такви информации, да се консултираат релевантни информации и би замолила за сите и би апелирала до сите субјекти на вистина за совезно и одговорно информирање и точно презентирање на информации. Реферирање на некои берзи на надворешни пазари на кои што воопшто не се реализираат никакви трансакции со денарот на вистина е неодговорно. Затоа апелирам и замолувам да се однесуваме сите совесно и одговорност. Макроекономска стабилност е голема предност која што ние имаме во овој момент и тоа ни дава доволен простор и капацитет да се справуваме со шоковите со кои што ќе се соочи реалниот сектор. Така, би сакала апелирам повторно граѓаните да бидат спокојни. Во овој дел, предпоставувам деновиве сте во интензивна комуникација со банките, со менаџерите од банкарскиот сектор. Владата ја донесе она очекувана уредба со која што на некој начин им наложува на банките да ги определат модалитетите на кој начин ќе им го олеснат кредитирањето и на граѓаните и на компаниите. Јасно е дека и банкарскиот сектор не може да биде изолиран и поштеден од цела оваа ситуација и тој мора да биде една од кариките во овој ланец кој што на некој начин ќе го понесе товарот од целата оваа криза која што гледаме пенетрира во сите сектори. Каква е во моментов оценката за ликвидноста на банкарскиот сектор? Ние бевме сведоци дека одредени банки веќе соопштија дека се откажуваат од своите добивки и дивиденди ги реинвестираат, ги враќаат во активата на капиталот, најавуваат замрзнување на кредити, олеснување на кредитните услови и така натаму. Банкарскиот сектор ќе се откаже можеби од едно парче од својот профитабилен колач. Добро. Значи вака, состојбата во банкарскиот систем. Во повеќе наврати истакнувам дека нашиот банкарски систем останува здрав и стабилен. Ако ги погледнеме и последните расположливи податоци, кои што се датираат од почетокот на оваа година, останува истата констатација за висока капитализираност, висока ликвидност и висок квалитет на активата со што располага банкарскиот систем. Адекватноста на капиталот на банкарскиот систем како стандарден индикатор кој што се цени за оценка на неговиот капитален капацитет е негде околу 17%, што е нешто повисоко ниво во однос на 2008 кризата, кога исто така се соочивме со голем шок. Ликвидноста на банкарскиот систем се мери според повеќе индикатори, еве да реферирам барем на еден од стандардните индикатори, учеството на ликвидна актива во вкупната актива, според последно расположливите податоци е 27%, што исто така на повисоко ниво во споредба со предкризниот период. Квалитетот на активата на банките, го спомнувам квалитетот на активата, бидејќи тоа е многу значајна детерминанта и на кредитната активност која што може да се ја дозволат банките. Квалитетот е многу солиден, тоа јасно се согледува преку нивото на нефункционални кредити, кое што во моментот кај нас е некаде 4,8% во просек за кредитите за предпријатија и население. Ова всушност е едно од пониските нивоа на нефункционални кредити во регионот. Сето ова, значи сите овие индикатори кои што ги изнесов упатуваат на вистина солиден капацитет на банкарскиот систем. Впрочем, ако ја гледаме кредитната и депозитната активност на почетокот од оваа година, јануари и февруари, еве на пример податоците за февруари покажуваат дека кредитната
кредитната активност продолжи да биде солидна, таа е некаде околу 7%, а што значи 7% основа, тоа значи дека кредитната активност се движи на слично ниво како и во претходните 2 години. Како е финансирана оваа кредитна активност? Знаеме дека главен извор на финансирање на кредитната активност кај нас се всушност депозитите. Првите 2 месеци во просек растот на депозитите на годишна основа е некаде околу 8%, при остварен раст и на депозитите на предпријатијата и на депозитите на населението. Секако, банкарскиот сектор не е изолиран сегмент од нашата економија. Целата наша економија е исправена пред предизвикот за соочување со ефектите од коронавирусот, а дополнително на тоа и забавувањето на странската побарувачка, што за нас е многу значајно како мала економија, така да и банкарскиот систем нема да остане изолиран, но она што е важно, што би сакала да потенцираме, дека тој има добар капацитет, доволен капацитет да се справи со овие шокови, што јасно се согледува всушност и преку индикаторите кои што ги посочи. Инаку во насока на кредитната, да? Дали може едно прашање да поставам, бидејќи повторно јас морам да посочам дека ја очекувам и пресконференцијата на министерот Филипче, па сакам да ги исцрпам оние прашања кои што практично ги договоривме и темите кои се во интерес на граѓаните. Дали како Народна банка планирате преземање можеби на некои дополнителни чекори и мерки во однос на банките, можеби во дел на стимулирање на кредитната активност, бидејќи кога тогаш оваа криза ќе замине и ќе одмине? Да, токму тоа сакав и да посочам, дека имајќи ги во предвид предизвиците со кои што се соочуваат сите сегменти, вклучително и банкарскиот сектор, ние направивме измена на одлуката за методологијата за управување со кредитен ризик, која што всушност е насочена токму кон поддршка на кредитната активност, односно намалување на финансискиот товар на граѓаните и предпријатијата. Сепак, пред да се донесе оваа одлука, секако направени се бројни анализи, стрес тестови, за да го детално процениме капацитетот на банкарскиот систем. Значи, водено е секако сметка и за одржување на финансиската стабилност од една страна, а од друга страна за поддршка на корпоративниот сектор и на населението. Во оваа насока се и другите мерки кои што ние ги преземавме, како што знаете, ние ја намаливме каматната стапна благајанички записи. Повторно целта беше иста, поддршка или на тамошно леснување на финансиските услови по кои што всушност кредитите се одобруваат и на предпријатијата и на населението. Исто така, во оваа насока, во поддршка на кредитната активност, преземи уште една дополнителна мерка, тоа е нестандардна мерка, која што ја активиравме, и таа мерка е таргетирано насочена кон сегментите кои што ќе бидат најпогодени од кризата, значи сектори кај што веќе се гледаат видливи ефекти од кризата или кај кои што во следниот период ќе почнат да се забележуваат посилни ефекти, и кредирањето кое што ќе биде насочено кон овие кредити во основа го стимулираме, бидејќи износот на кредитите ќе биде одбивна ставка од основицата за презметување на заложителна резерва. Значи, целиот овој пакет всушност на мерки кои што ние го преземавме во изминатиот период во текот на овој месец е во насока на поддршка на финансиските услови по кои што може да се кредитира сите сегменти од нашата економија, при тоа водејќи сметка за задржување на финансиската стабилност. Ве молам, на крајот сме, би сакала да ве прашам последно прашање. Најавени се задолжувања од страна на фискалната, од страна на централната власт во износ од 500-600, можеби и повеќе милиони евра нови задолжувања, кои треба да ги елементираат сите овие кризни состојби што настануваат поради коронавирусот. Ги видов последните податоци во однос на бруто надворешниот дол кој го мери Народната банка. 2019 ја завршуваме, односно трет квартал, со 77% бруто надворешен долг од БДП. Дали постои страф од излегување од онаа зона на Македонија, која што сме сега, умерена зона на задолженост? Дали може тука да ни се наруши позицијата со овие нови, идни и веќе известни задолжувања? Значи вака, во последниве неколку години нивото на надворешен долг гравитира некаде околу 73-74% од БДП, а ова ниво во основа, како што и самите посочувате, не вбројува во групата на умерено задолжени земји, односно само еден индикатор од стандардните меѓународни индикатори упатува на надминување на ова ниво, а останатите индикатори споруваат за ниско до умерено ниво на
задолженост. Податоците за 2019 година за крајот, значи за последниот квартал, ќе се објават утре во текот на предпладнето, мислам. Јас не би ги коментирала, само би упатила дека според прелиминарните пресметки со кои што располагаме, очеваме натамошно намалување на надворешниот долг на крајот на изминатата година. Просторот за натамошно од сите овие факти кои што ги посочив упатуваат на заклучок дека да, постои се уште простор за надворешно задлужување, меѓутоа треба многу мудро да се искористи тој простор за да не се доведе во прашање надворешната рамнотежа. Инаку и со проекциите кои што ние ги имавме направено во октомври, секако се очекуваше надворешно заложување на државата, бидејќи меѓу другото таа има и надворешни обврски кои што треба да се сервисира. Така да одреден износ на надворешно заложување беше вклучен во нашите проекции, тоа резултираше со одредено сколемување на нивото на надворешниот долг во текот на 2020 година. Во овој контекст можеби би посочила на надворешното задлужување од Меѓународниот монетарен фонд, кое што интензивно се преговара и очекуваме во скоро време да заврши, каде што и ние како Народна банка склучени заедно со Министерството за финансии. Сметаме дека ова би било корисно задлужување, бидејќи ќе помогне и за спроведување на контрациклична фискална политика, која што сепак е важно да биде насочена на вистина кон оние сегменти кои што имаат висок фискален мултипликатор, значи ќе дадат голем ефект всушност за реалната економија, а истовремено паралелно со тоа ќе значат и поддршка, платнобилансна поддршка, односно на тамошно јакнење на нивото на девизни резерви. Дополнително на ова, ваквото заложување од ММФ се смета и како еден од катализаторите кои што може стимулативно да делува и за други форми на надворешно заложување, вклучително и грантови, донации и слично. Само на крај, некоја секунда ве молам ваша проценка. Веќе ММФ излезе со проекција за можна рецесија на економската 2020 година. Кај нас ќе ги ревидирате проекциите, како стојат првичните анализи? Ве молам само кратко и одиме во владата. Накратко работиме, значи отпочнате новиот циклус на макроекономски проекции. Нашите нови проекции, кои што треба да излезат веројатно наредниот месец, може би сега ради состојбата и предходно, упатуваат на тоа дека ќе има значајна ревизија на предходно очекуваните економски параметри, пред се во делот на растот. Сведоци сме дека ова е голем шок, кој што произлегува од надворешното обкружување во комбинација со домашни фактори кои што значат ограничена понуда, секако дека барем на краток рок, тука мислам во текот на оваа година, ќе се одрази. Очекуваме забавување и на личната потрошувачка, секако на инвестициите, бидејќи во вакви услови не е реално да се рекува поголем износ на инвестиции. Очекуваме пат на извозот, да, тоа ќе биде пропратено од друга страна исто пад на увозот, затоа што нашиот извоз е во голема мера зависен и од увозот, меѓутоа сметам дека наскоро би излегле со поконкретни бројки.